Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешново издание епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и во денешнава епизода и шоу зборуваме за соја. Сојата, немам конкретно прашање кое што некој ми го поставил поврзано со оваа тема, туку сум само инспириран и поттикнат затоа што со голем број на луѓе со кои што разговарам поврзано на оваа тема, знаете, често знаат да ми речат, ама не, ја сојата не, пошто не сакам, не знам, да останам стерилен, или ама сојата нели не е здрава, има многу дилеми, има многу рекла казала муабети, и затоа сакам да расчистам и да ви ги кажам фактите кои што постојат со ова растение. Прва работа, сојата како растение се користи многу, да речеме, тренд затоа што голем број на вегетаријанци и вегани, луѓе кои што изфрлуваат храна од животинско потекло, ја користат како нормално, како протеин. Затоа што сојата содржи доста голем број на аминокиселини и практично ја сметаат како комплетен протеин и замена за месо, но од друга страна па многу луѓе ја сметаат дека не е во ред. И искрено има вистина во делот од тие разговори, од тие информации кои што се пласираат и на медиуми, и на интернет, и меѓу луѓето, но еве ќе ви кажам што јас знам за сојата и што јас верувам во тоа. Прва работа, она што ја прави сојата да подлежи на многу дилеми, разговори и така натаму, е тоа што голем број на луѓе сметаат дека сојата може да ве остави стерилни. И тоа е поради фактот што содржи естрогени. Естрогените, да, може да направат проблем и голем број на луѓе сметаат дека ако внесуваат, тоест за мажите конкретно зборувам, ако внесуваат естрогени, можеби ќе почнат да се јавуваат некакви, не знам, женски манири и така натаму, и дека со тек на време, со голема употреба на сојата ќе станат стерилни, но естрогените не се проблем. И таа количина на естрогени која што можеби би се внела во сојата не е никогаш проблем, туку проблемот е тоа што голем број од сојата која што се произведува во светски рамки е генетски модифицирана. Прва работа, мојот став кон генетски модифицирана храна не е, искрено не е, ја немам лошо мислење за генетски модифицираната храна. Зборуваме за растенија, затоа што ја тоа би го поистоветил со калемење на една со друга кајсија, што многу можеби од вашите пријатели, баби, дедовци кои што се занимаваат со некаков вид на земјоделство, го прават тоа можеби и секојдневно, но во секој случај генетски модифицираната соја за да опстане и да можеби на тој земјоделец му даде комплетен плод, треба да се прска со најразлични пестициди и хемикалии, и некои од тие пестициди и хемикалии практично го јавува проблемот и тој разговор кој што го имаме за сојата, а не се естрогените, затоа што најголемата количина од сојата која што се произведува во светски рамки се користи за добиточна исхрана. И тоа значи дека голем број од добитокот кој што ја јаде сојата практично внесува естрогени во себе, а ние подоцна тоа месо го конзумираме на трпеза. И тоа би значило во превод дека и кога ќе јадеме месо ние ќе внесуваме естрогени. И тоа е така, но не е тука проблемот. Таа хемикалија која што ја ставаат земјоделците за да извадат убав род на генетски модифицираната соја, таа прави проблем. И кога ќе се внесе можеби во телото и на долг рок кога би се внесувала, нема да се јави стерилитет кај можеби директниот конзумент на сојата, туку стерилитет може да се јави после 2 до 3 генерации од нас. Но повторно тоа не е точно и научно докажано и повторно потребно е време, можеби 150 години од сега, за да видиме дали некој можеби кој што конзумирал огромна количина на соја ќе има проблем кај своето потомство и некој од неговото потомство ќе има стерилитет. Но повторно има луѓе кои што можеби не јадат соја па имаат проблем со стерилитет и хормонални проблеми и така натаму. Затоа немојте да се фаќате за сојата како влакно дека ја ќе се хранам здраво, ама сојата слушнав дека прави проблем, затоа што сум убеден дека сте слушнале дека многу поголем број на продукти кои што ги внесувате во вашето тело прават уште поголем проблем, а тоа е кондиторската храна, сувомеснати производи и така натаму кои што изобилуваат со непотребни супстанции кои што му ги давате на вашето тело, и немојте да се секирате со
со оваа тема, затоа што јас сум сигурен дека и некој од вас кој што јаде соја, тоа не го прави повеќе од еднаш, еве максимум 2 пати неделно, еве вклучително јас соја како ужинка, можеби зрнца јадам можеби еднаш во неделата, прашање и дали толку јадам, и тоа кога ја јадам во некоја друга мешавина со бадем и некои најразлични семиња и семки. И пак ќе речам, на крај крајава генетски модифицираната соја најголем дел се користи за добиточна исхрана. Ако зборуваме на ниво на Европа, Европа забранува генетски модифицирана храна, има јаки регулативи и се знае што точно влегува како храна можеби во европските земји. Постојат министерства за здравство, постои агенција за храна, додатоци во исхрана и така натаму, и сите тие луѓе кои што работат таму се задолжени за да ги испитуваат овие работи и воопшто не се секирајте, сепак тоа се уште дилеми и се уште лебди во воздухот, ништо не е докажано и потврдено. Затоа околу сојата, пак ќе речам, ваше личниот избор дали можеби ќе ја користите, но не се плашете дека ќе ви направи некаков посериозен проблем доколку ја конзумирате, пошто на крај на денот никој од нас не користи соја и не конзумира можеби во онолкави количини како што конзумираат можеби популациите од Азија и источните земји. За оваа тема толку денеска завршуваме. Ако некој од вас, пак ќе речам, има некакво искуство, прашање поврзано со ова, слободно нека ме искомуницира и ќе споделиме и некакви искуства, ќе издебатираме колку и јас знам, колку и вие знаете. За денешното издание завршуваме. Ве оставам во здрави животни навики и се гледаме во следната епизода. Чао, чао.